одлучивме да прилагодиме некои од постоечките возила кои што ги користеа армијата и полицијата, истите да бидат прилагодени, на нив да се стават на соодветен начин, се разбира во согласно со нивните технички карактеристики, резервари, истите да ги прилагодиме за употреба за гасење на пожари на отворено. Постоењето на НАТО е особено значајно за одржување на европската безбедносна архитектура и заканата од Русија како главна закана за Европа, додека пак улогата на САД во тој поглед се уште е носачка. Сите си замина позадоволни или посреќни затоа што Трамп, например, го доби она што го бараше, повеќе инвестиции во одбраната од сите. Заборавивме да зборуваме едни со други, заборавивме да се слушаме едни со други и сета таа затвореност мислам дека доведе кај младите да има се поголеми анксиозности и панични напади. Но мислам дека треба отворено да се зборува за тоа. Доколку фирмата Казандол, односно Сардич, само за бакар, ако не добие на арбитража, ќе платиме околу 417 милиони евра. Проценката на Генезис и Лобица е негде околу 200 и уште на неколку места околу 200 тони злато. Алшар, долека Кожев околу 200 тони злато. По 110 евра, тоа е 22 милиарди евра. Жижата со летните горештини се разгоруваат, катастрофални пожари. Државата располага со 4 функционални хеликоптери, како и 3 ер-трактори што не секогаш се функционални. Нема и пилоти. Дали во проектите од општините барем една иницирала купување на противпожарни возила. За разлика од претходните години, можам да кажам дека оваа година сме далеку поподготвени. Пред се ер-тракторите кои што имат една од клучните одлучувачки улоги при справувањето со големи пожари на отворен простор или со шумски пожари, благовремено ќе бидат ставени во функција. Првиот ер-трактор веќе е во државата и е функционален. Вториот ер-трактор ќе биде вратен следната недела, а веднаш потоа и третиот. За разлика од порано, сега на нив се направија неколку дополнителни сервиси поради староста, поради амортизацијата, користењето минатите години, требаше да бидат извршени некои дополнителни сервиси за леталата да бидат безбедни. Исто така, следната недела ќе потпишеме договор со двајцата пензионирани пилоти на ер-трактори, со тоа ќе имаме 3 пилоти на располагање, така што ќе имаме 3 летала со 3 пилоти, а веќе работам на наоѓање и на нови пилоти и можам да потврдам дека со двајца пилоти имам договорено од есен да се стартува со обука. Тоа е периодот кога најрано може да се стартува со обука. Во потрага сум по трет пилот кој што ги исполнува условите, кој што има барем 400-500 по можност и повеќе часови налет со професионална дозвола на било каков тип на авион, за истиот да можеме да го упатиме на обука за ер-трактор. Се надевам дека за наредната година ќе имаме 6 пилоти, затоа што кога би имале 6, тие би работеле со полна пареја, бидејќи кубуриме со противпожарни возила, особено со теренски противпожарни возила, кои што се многу значени при справување со пожари на отворен простор и со шумски пожари, затоа што вообичаено овие пожари се одвијат на тешко пристапни терени, некаде би рекол и екстремно тешки за пристапување. Овој пат, свесни дека како влада не можеме да набавиме поголема количина на нови возила, се одлучивме да прилагодиме некои од постоечките возила кои што ги користеа армијата и полицијата, истите да бидат прилагодени, на нив да се стават на соодветен начин, се разбира во согласно со нивните технички карактеристики, резервари, истите да ги прилагодиме за употреба за гасење на пожари на отворено, па и шумски пожари, во зависност од пристапноста на местото каде што се одвива овој оган. Оваа информација при тоа кажувам ексклузивно за вашата емисија. Веќе следната недела очекувам да имаме можност нешто повеќе да кажеме на оваа тема, но како и да е, за разлика од минатата година, оваа година ќе имаме значителен број на специјални возила кои што ќе ни помогнат во справувањето со пожарите на отворен простор. Локалната самоуправа во своји рамки ги има територијалните противпожарни единици, односно би рекол поголемите општини. Некои од нив се добро пополнети, за жал некои не се доволно добро пополнети или се пополнети делумно со несоодветни кадри. Но имаме светли точки, како например противпожарната единица во Кавадарци,
која што е целосно пополнета со целосно соодветна опрема, обука и е, би рекол, во врвна форма. Имаме и вакви други противпожарни единици, но свесни за овие слабости во рамките на Дирекцијата за заштита и спасување, уште во текот на ова лето ќе се формира, условно да кажам, нова единица во согласно со планот на владата за вработување на 400, би рекол, времени пожарникари кои што би ни се наше во текот на летото, кои што се разбира претходно ќе поминат една мини селекција, веднаш потоа една кратка обука, понатаму истите ќе ги пуштиме да гасат пожари, најпрво поедноставни пожари каде што би стекнале одредено искуство, а потоа дело од нив, оние кои што би биле најдобри, би станале дел од територијалните противпожарни единици, а најдобрите би станале дел од единицата која што имам намера да ја направам во рамките на Дирекцијата за заштита и спасување, бидејќи токму и тоа е одговорот на вашето прашање. Нам ни треба една високо професионална, добро опремена и добро обучена единица која што би действувала на целата територија на државата во справување со најтешките пожари. Веќе ова лето ќе ги видиме никулците на таа нова единица. Одржан долго најавуваниот НАТО самит во Хаг. Во истијунски ден Европарламентот по втор пат соочен со извештајот за Македонија. Само со политички егоцентризам, преокупирани сами со себе. Ние во Скопје живееме во заблуда дека светот нема други проблеми, освен македонско-бугарските релации. Иранско-израелскиот судир од латентен прерасна во конфликт со вмрежување на интересите на најмокните. Први реакции во тренинг по самитот на Алијансата. Ако се има во предвид дискусијата која што се водеше околу дополнителните инвестиции во одбраната, позиционирањето различно на различните држави и прифаќањето на аргументите на Шпанија првенствено во однос на инвестициите во одбраната и како тоа ќе го постигне, веројатно е ново стратешко прегрупирање поради разбирањата на државите по однос на позиционирањето со поддршка целосна зад Украина и одбраната на територијалниот интегритет и суверенитетот на Украина. Веројатно продолжуваме тоа значи дека продолжуваме во истите чекори. Предпоставувам дека сите си замина позадоволни или посреќни затоа што Трамп на пример го доби она што го бараше, повеќе инвестиции во одбраната од сите држави членки. Европјаните определба за одбрана на Украина и нејзиниот територијален интегритет, предпоставувам дека сите среќни и задоволни. Мислам дека овој самит ги изложи сите оние предизвици на кои што е изложено трансатлантското партнерство во последниот период, кои што неминовно имаат одрази за Македонија. Оној трансакцијски однос кој што вообичаено се споменува, најде свој израз помеѓу исполнување на главното барање на Доналд Трамп, а тоа беше зголемување на оној дел од буџетот кој што земјите од Алијансата се спремни да го одвојуваат, 3,5% за одбраната, меѓутоа 1,5% за критичната инфраструктура, со земање предвид на сите аспекти на безбедносната ситуација. Од друга страна, за возврат едно обновено, би рекла, потврдување на членот 5 од договорот за НАТО кој што се однесува на колективната одбрана. Со тоа, според мене, се изложи онаа теза дека всушност постоењето на НАТО е особено значајно за одржување на европската безбедносна архитектура и заканата од Русија како главна закана за Европа, додека пак улогата на САД во тој поглед се уште е носачка и видовме дека САД всушност се уште добро се справуваат со сите случувања и како земја хегемон. Од друга страна пак за Европа тоа значи, како што најави претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, еден момент на будење кој што одамна се најавуваше, меѓутоа е еден момент на создавање менталитет на одлучност, односно Европа како една исто така безбедносна сила, многу различно од оној наративна нормативна сила на кој што ние сме навикнати досега,
но од друга страна за една таква улога на Европа очигледно ќе треба подолго време, па поради тоа на европските лидери би рекла дека им беше особено битно да добијат одново таа безбедносна гаранција од страна на САД. Постојано правиме грешки во чекорите, ги менуваме ставовите и позициите, се затвораме себе си или си го ограничуваме патот на самите себе. Ова беше потребно за можеби да можат да договорат нешто во билатерална средба лидери од двете држави, иако лидерите се многу повеќе ограничени од дискурсот кој што го водат сите политичари во државите, нашите овде, нивните таму. Доколку сакаме ова да го пресликаме на односите со Македонија, тогаш би нагласила дека многу од безбедносните прашања ќе бидат се повеќе во центарот на вниманието, така што онаа нормативна димензија на Европската унија која што се однесува на заштитата на одредени вредности, поаѓајќи тука од владењето на правото, демократијата, заштитата на човековите права, правата на малцинствата, можеби до одредена мера ќе се трансформираат за сметка на создавање на една одбрамбена Европа, па така некои од прашањата кои што се особено горливи за нашиот процес, веројатно ќе треба повеќе да најдат одраз во наше поодлучно дејствување, и можеби тука би требало да бидеме малку пореалистични во однос на улогата која што Европската унија може да ја одигра во таа насока. Треба да имаме време за да изградиме добрата позиција. Прво лично овде кај нас, за да можеме да одиме било каде. Македонија покажа дека може да биде дел од преговарачката маса, да учествува во изнаоѓањето на солуции. На крајот на криштата бевме претседавачи со ОПСЕ во текот на една година. Успеавме добро да се справиме со тоа и на крајот на годината со Министерскиот совет овде во Скопје изјавата беше дека го спасивме ОПСЕ во Скопје. Значи дека сме успеале да помогнеме во обработувањето на теренот и во создавањето на консензусот. Така се градат решенија и пристап за стратешки прашања. Ова во моментов мислам дека постојано вадиме некакви нови тези или нови барања, нови очекувања, се со цел да најдеме некоја друга точка каде што ќе истуриме одговорноста. Така што не се решенија за стратешки прашања. Ја следевме и дискусијата во Комисијата за надворешни прашања при Европскиот парламент. Видовме дека покрана одредени бурни реакции, кои што резултира со усвојување на извештајот. Тука би рекла дека дојдоа до изрази многу предизвици за Европската унија внатре, така што усвојувањето на извештајот на комисијата секако дека е позитивен чекор од наша страна, меѓутоа можеби беше резултат и на некој обид да се заштити интегритетот пред се на известителот, да второ и на европратениците во комисијата. Сепак треба да имаме предвид дека следи усвојување на извештајот од страна на Европскиот парламент и повторно се најавуваат одредени предизвици кои што пак нам ни кажуваат дека секоја една битка, колку и да е значајна, не може докрај да ја разреши ситуацијата додека не дојдеме до она конечно совладување на пречките кои што и понатака ќе не очекуваат на патот кон Европската унија. Постојано изнаоѓаме некакви точки, истакнуваме нови барања или нови очекувања, се ставаме себе си во замка, за да можеме едноставно да речеме, ама чекајте, одговорноста е на некој друг. И еве, очигледно е дека ЕУ не сака, ама сака прво да ни направи тоа, тоа и тоа. Да не редам што се редат дека Европска унија сака да ни направи. Мислам дека се ставаме себе си правиме мечки на услуга. Точно е дека немаме доволно пријатели, дури ни оние кои што ни се прават или ние ги воспеваме како големи пријатели, не ни се пријатели. Еве за едно подсетување, кога одлучија за разделување на Македонија и Албанија од пакетот за проширување, одлучи Комитетот на постојани представници во Брисел, гласаше и амбасадорот на Унгарија. 2 дена подоцна дојде Орбан во Македонија и ние го воспевавме како најголемиот пријател. Ако тој беше пријател на Македонија, ќе направеше притисок за
Македонија да може да продолжи или за наоѓање на некакво решение кое што на оваа влада ќе биде прифатливо за да излезе од замката во која што се стави самата. Не се така добри пријателите тие кои што постојано само ги воспеваме или ги прикажуваме како пријатели. Мислам дека не недостигаат современи автори, туку режисерите треба се повеќе и повеќе да се обраќаат кон тие автори современите драми, па и ние како институции кога предлагаме текстови и режисери треба да предложиме повеќе современи драми за кои што се веќе многу поблиску до нас. Не велам дека Чехов и Шекспир не се блиску, се уште се нели некои теми што се обработуваат во Чехов се уште блиски до нашето време, но автори постојат и текако современи кои пишуваат, но мислам дека ние сме тие и режисерите кои што треба малку повеќе да се свртат. Каква е мисијата на театарот денес? Со представата Сите прекрасни нешта докажавме дека театарот се уште има моќ да лекува, да воздигне некои важни прашања и да не подигне кога сме на дното и да не потсети дека сепак постојат прекрасни нешта, нели, за кои вреди да се живее. Марија Минчева Андонова за улогата на мајката во представата Сите прекрасни нешта. Во режија на Нела Витошевиќ ја доби престижната награда главна женска улога на годинешното издание на Војдан Чернодревски. Минчева Андонова во представата Сите прекрасни нешта игра улогата на мајката со самоубиствени нагони и депресија. Добре дојдовте во емисијата. Добро ви најдов, ви благодарам за поканата. Дали толку живееме во депресивно време? Па со последниве случувања мислам дека доста изби на површината депресија, но еве представата конкретно не зборува само за депресивните моменти на мајката и самоубиствените нагони, туку и за една надеж дека сепак во животот постојат нешта за кои вреди да се живее и дека треба да се продолжи со живот. Мислам дека после оваа представа многу луѓе ќе излезат свесни за проблемите кои што ги имаат особено младите со своите депресии, акциозности, панични напади. Од каде таа апатичност особено кај младите? Предпоставам па од друга страна дека овој гнев, револт, незадоволство, овој период ти произлези и од неодамнешната голема трагедија во Кочани. Во Кочани, да. Па, еве, како што сами откажавте, и трагедијата во Кочани, претходно ковид пандемијата, сета таа затвореност на луѓето ги оддалечи едни од други, заборавивме да зборуваме едни со други, заборавивме да се слушаме едни со други и сета таа затвореност мислам дека доведе кај младите да има се поголеми анксиозности и панични напади. Но мислам дека треба отворено да се зборува за тоа, за да се бара кога ќе признаеме дека имаме проблем, многу полесно ќе го решиме тој проблем. Театарот како институција, колку самостојни независни проекти го ангажираат вашиот креативен потенцијал? Па вака, ние како Центар за култура, бидејќи не се водиме како театар во Штип, добиваме годишно од Министерство 2 до 3 проекти. Сега со други успеваме да одработиме ние уште 2 да речеме. Некојаш и 3 зависи од кој режисер ќе работи. Тоа е најчесто нашиот режисер и со колкави средства располагаме. Но обично успеваме да одработиме една детска представа и уште една вечерна, целовечерна. Зарем е тоа доволно? Па јас не мислам дека е доволно. Секогаш можеме повеќе. Еве моите колеги кои што се не многу повозрасни од мене, по 5-6 години, кога тие се вработиле во, не знам, не се сеќавам точно на годината, но има дури 9-10 премиери годишно, што тоа е за поздрав. Театрите во Штип, Битола, Велес, Прилеп, колку и на каков начин ја дисперзираат креативната енергија на уметниците? Смисол како... Дали се е сконцентрирано во Скопје? Па, Битола не се далеко од тоа. И битолчани се вклучени во таа, бидејќи тие се театар. Еве сега од неодамна и Велес станаа театар, пак. Ние, центрите за култури, како малку да сме запоставени. А не сме ништо подалеку едни од други.
имаме сите исто образование, но пак, како што кажавте, поголем дел од работите се концентрирани во Скопје. Тоа е точно. На што се должи тоа? Недоволно се инвестира во културните центри во надворешноста? Буџетите секако се помали, бидејќи еве центри за култура сме. Тоа мислам одамна беше кога не здружија заедно центрите за култура со театрите, не направи една институција. И затоа имаме и помали буџети и мислам дека и сите настани кои што се случуваат се повеќе сконцентрирани и немаме многу посетеност ние сами како колеги не се пратиме едни со други. Од Скопје на пример да дојдат кај нас или ние со честни исклучоци секогаш. Јас ќе тргнам од себе, јас повеќе пратам што работат колегите од Струмица и од Велес отколку во Скопје. Зошто? Искрено не знам, можеби од самото тоа што и од Скопје никогаш мислам многу ретко доаѓаат кај нас, па откако станав и мајка, се повеќе времето ми се редуцира за такви активности, но не велам дека тоа е оправдување, никако. Се почесто најпознатите македонски режисери ги поставуваат театарските представи надвор од Скопје, но вие од друга страна велите дека многу малку се инвестира во културните центри, како што се Штип, Велес, Струмица, Куманово, Охрид веќе за жал и нема театар, Прилеп исто, остана без театарска зграда и за секоја почит што успеа да го организираат целиот фестивал, бидејќи реално немат каде да работат сега во Центарот за култура. Дури со намален буџет. Да. Мислам дека оваа година пак беа подобри буџетите отколку минатата година. Минатата година беа страшни буџетите за култура, но се многу поразлични отколку театрите, центрите за култура. Што мислите, зошто толку малку се инвестира во културата, особено во театарската? Не знам, искрено да ви кажам, јас мислам дека треба малку, да не кажам, партиите, политиката малку да застанат понастрана од целата култура и театарскиот свет, за да можеме послободно да работиме. А инвестициите на вистина не знам, дали затоа што ние не сме профитабилна компанија. Мислам дека од тој начин ги намалуваат буџетите повише. Минча, кој лик би сакале да го одиграте? Класика или повеќе би лежат современите драми? Ако ви се пружи шанса? Па, како во последните две представи кои што играв во представата на Нела Витошевик и уште еден текст на истата авторка Ана Ристовска, јас на некое друго место, тоа се два современи текстови кои што одлично ми легнаа, морам да кажам, а исто така сум играла и доста класики, така подеднакво се наоѓам и во двете. Преферирате повеќе да сте на сцената или повеќе да се усовршувате надвор од границите на државата? Па, јас сакам кога сум на сцена. За мене, кога би требало да изберам филм или театар, секогаш изберам театар, но секако би било одлична можност кога би можело да излезам и надвор од границите и во некој друг театар да поработам. Имате дипломирано во Благоевград, Да. На катедрата театар. Да. Тоа е факултет за уметност и катедра театар, да, точно. Што значи да се заврши факултет во Бугарија? Па, не видов некоја голема разлика искрено. Тој факултет јас каде што завршив, среќа имав добар професор, па имав и успеавме и да пропатуваме многу повеќе од колку што патувам сега. Не видов некоја разлика. Можеби ако бев запишена во надвис, да речеме во Софија, ќе имаше, гледам сега мои колеги кои што се ми биле и мои ученици на еден начин во драмско студио, сега веќе се вработени по театрите, но ние како од Благоевград немавме многу шанса да почнеме да работиме во бугарските театри. Колку културата ги разбива предрасудите меѓу двете земји? Не случајно ја нагласив информацијата дека имате студирано во Благоевград. Колку културата успева да ги премости овие предрасуди кои постојат меѓу двете држави?
Па јас не почувствував никакви предрасуди таму. Студирав 4 години, точно кога станува збор за култура, немаше ништо од тоа, не се почувствува дека сме две различни држави. Дури еден колега ме прашуваше како се вика на македонски маса, како се вика ова на македонски она, и дојдовме до еден збор каде нели врата и врата, и тој ми само ми рече: добро, за една врата ли пишувавме две истории? До тој степен. Значи, ние се ишегувавме на темата Македонија и Бугарија, но не е имало никакви предрасуди. Која улога ви е најдрага што сте одиграле до сега? Имам повеќе, но еве ќе ја издвојам, таа беше меѓу првите поглавни улоги. Улогата на Лора во Хотел ни на небо ни на земја, тоа е во режија на Лјупчо Георгиевски од Битола. И еве сега и последната, улогата на мајката во Сите прекрасни нешта, исто така ми е посебно драга, а и улогата на Мара во Демонот од Девар Мало на Наташа Поплавска. Дали монодрамата ви е предизвик? Се уште не. Една од вашите колешки, Бијана Драгичевиќ Пројковска, пред неколку месеци на сцената на Националниот театар во Бугарија, Иван Вазов доби голем број на овации после нејзиниот настап. Дали културата успева да ги надмине сите оние нејасноти и да се издигне над политичките разлики кои постојат? Па мислам дека да. И меѓусебните гостувања, еве, ние кај нив и бугарите кај нас, мислам дека тоа го докажуваат постојано. И награди се зимаат, и наши македонски актери зимаат награди кај нив и обратно. Затоа мислам дека тие предрасуди таму, точно како што кажавте, се издигнуваат над политиката. Не сте добиле понуда за гостување во некој од меѓународните или европските театарски сцени? Да работам или како Да. представа? Не, за жал не. Не су. Како гостување сме биле, но вака не. Марија Минчева Андонова, гостинка во Трининг, доаѓате од Штип, од Штипскиот театар, градот, средината која беше потресена од неодамнешната трагедија во која згасна 62 животи. Имате блиски ваши пријатели кои почина. Каква е денес атмосферата во овој дел, во овој град? Па, за жал, се уште се чувствува тој траор. Изгубивме 5 млади животи. Во тоа време, еден од членовите на бендот беше и директор на нашата институција, Филип Стевановски. Исто и неговиот баџана, како да кажам, почна да работи исто кај нас. Така да уште еден колега, него го познав уште многу одамна, така да многу близок човек. Фотографот кој исто не ги фотографираше нашите представи, Александар, и уште 2 млади дечиња со кои лично ги познавам родителите. Мислам дека никогаш нема да се оправиме после тој настан целосно. Секогаш ќе бдее и ќе се чувствува во воздухот тоа нешто дека тие млади животи згасна пред време. Велите, никогаш нема да се оправиме од после оваа трагедија, но ќе извлечеме ли поука од оваа катастрофа што ни се случи? Па да се надевам дека да. На толку многу згаснати животи, ако не извлечеме поука, значи ништо не е во ред со нас како народ. Дури политичарите и државата сите треба да се замислат за тоа. Да, сега се засилија контролите, инспекциите по дискотеките и сите клубови, но не мислам дека тоа е единствениот начин. Треба многу подлабоко да се влезе во нештото. Дали не достигаат современи драмски писатели што би ја отсликале општествената и општествените и човечките карактери и контраверзи во Македонија? Мислам дека не недостигаат современи автори, туку режисерите треба се повеќе и повеќе да се обраќаат кон тие автори современите драми, па и ние како институции кога предлагаме текстови и режисери треба да предложиме повеќе современи драми за кои што се веќе многу поблиску до нас. Не велам дека Чехов и Шекспир не се блиску, се уште се нели некои теми што се обработуваат во Чехов се уште блиски до нашето време, но автори постојат и tekako современи кои пишуваат, но мислам дека ние сме тие и режисерите кои што треба малку повеќе да се свртат. Каква е мисијата на театарот денес?
Па јас кажав во изјавата, пак ќе се повторам, на Чернодрински, дека со представата сите прекрасни нешта докажавме дека театарот се уште има моќ да лекува, да воздигне некои важни прашања и да не подигне кога сме на дното и да не потсети дека сепак постојат прекрасни нешта, нели, за кои вреди да се живее. Чинам дека мотото на овогодинешното издание на Војдан Чернодрински беше осмели се и насмемни се. Смеј се, осмели се, да. Има ли простор за смеја, за хумор денес? Има. Има и мислам дека и треба да продолжи да има и покрај целото сивило, затоа што луѓето на еден начин се релаксираат со тој хумор и забораваат на сите сивила кои што им се случуваат во животот. Господин Минчева, сте размислувале да се иселите од државата? Искрено не. Никогаш. Јас сум задоволна со работата што ја работам овде, со мојата професија и можеби мојот сопруг е помислувал, но секогаш сме се враќале на тоа прашање што би работела јас таму. И некако никогаш не сум се пронаоѓала во друга држава. Сте имале понуди да дојдете во некој од театрите во Скопје? Да работам, не. За жал. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и на вас за поканата. Знаете, Бучим сакаше да им ја откупи рудата која што има ископана, а екологистите лажеа дека немало никаков објект, а тоа е станал збор за 400.000 тони руда ископана. А Бучим сакаше да ја одземе. Кој ќе биде виновен што оваа сума која наведуваат? Многу луѓе ќе бидат виновни. Оваа сума ќе треба да ја исплатиме како обештетување. Сега вака да ви кажам, 1 грам злато моментов е 110 евра. Проценката на Генезис и Лобица е негде околу 200 и уште на неколку места околу 200 тони злато. Алшар, долека Кожув околу 200 тони злато. По 110 евра тоа е 22 милиарди евра злато. И тоа не е критичен метал. Бакарот е критичен метал, а ние лежиме на бакар. Неделава министерката за енергетика и рударство Сања Божиновска формира совет за рударство со домашни експерти. Во Ману неодамна беше промовирана стратегија за рударство и неметали. Еден од авторите, академик Боев, не прифати интервју во тренинг, посочувајќи на сите помлади колеги. Во ова време на затегнати војно-политички процеси и рудни ресурси се значаен дел од потенцијалот на земјата. Во ова време на затегнати војни политички процеси, рудните ресурси се значаен потенцијал за државата. Наш хендикеп е што сите рудници во Македонија се во сопственост на странски тајкуни со руско-бугарско деловно портфолио. Во серија написи деновиве согласи Виктор Грозданов. Тој, декларирајќи се како рударски инженер, остро ги критикуваше двете верзии од стратегијата за минерални суровини на Ману. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Господин Грозданов, во една од колумните пишувате дека нема квантификација на вредностите на минералните суровини со кои располага нашата држава. Вие објавувате дека таа вредност е најмалку 20 милиарди евра во експлоатација. Како дојдовте до овие информации? Па не е 20, малце поголема е сумата. Тоа е првата работа и мислам дека една сериозна научно-образовна институција, која што ја сме дале голема доверба, како што е Македонската академија за науки и уметности, треба да ги има на располагање сите геолошки истражувања кои што се на располагање и кои што може да дојде до вредности во тој дел и да ги собере од Министерството за економија, односно или од Министерството, моменталното Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини. Паушални процени, имаме толку милиони тони руда, збориме за металични суровини во овој момент, значи, кои што се наоѓаат исклучиво на територијата на Источна Македонија, ова не исклучено го кажувам, и каде што
голема светска сила како што е Велика Британија не стави на патот за бакарот, бидејќи на патот за бакарот ние се делиме помеѓу Руската Федерација и Комонвелтот. И овој кредит кој што го зема Македонија не е ништо случајно и они ќе сакаат да ја експлоатираат бакарната руда и Македонија да просперира од бакарот, златото и среброто кој што го поседува и тоа е токму во Источна Македонија. Значи, на другите делови нема металични суровини. И тоа не е случајно. Зошто се сомневате во Македонската академија на науки и уметности? Сметате дека ги кријат податоците? Да. Вака, јас имав средба, значи, која што беше иницирана од нивниот соработник, господинот Александар Дединец, кој што можам да кажам дека е исклучително воспитан човек. Меѓутоа, моите професори од Технолошко-металуршкиот факултет, каде што барам да има средба, бидејќи нема ниту еден технолог и металург вклучен во стратегијата, а за екстракцијата на метали и на неметали, битен е токму овој факултет. И воопшто не се ниту воодушевени, ниту возбудени од мојата средба. Зошто се заобиколува факултетот? Што мислите? Тоа Блаже Боев ќе треба многу сериозно да го објасни. Затоа што во двете верзии се многу различни и јас ќе ви прочитам сега нешто, а вие ќе толкувате како сериозен новинар, како мислите да го истолкувате. Бидејќи така ја почнавте емисијата, јас, бидејќи не догледам, морам да прочитам. Значи, вака вика. Милионерот Александар Бронштейн, откако собра капитал од рускиот алуминиум, почна да инвестира во бизнисот со феролегури широм светот. Неговиот главен интерес се нагласените средства во државите со тешки финансиски и политички ситуации. Украина, Македонија и така натаму. Например, во Гватемала, Solvay Group припаѓа на компанија Гватемалика де Никел и така натаму. Во Македонија, Бронштейните се здобија со две стари рударски погони, тоа се инаку Саса и Бучим, и една фабрика за феролегури за затварање. Трошоците се околу 100 милиони евра и се исплатиле во првите неколку години по лансирањето на компаниите. Интересно е тоа што лиценците почна да им се одземаат на ривалите на Solvay Group, руски капитал, под притисок на локалните активни екологисти. Еден од поактивните на ова поле беше Крум Велков, кој е отворен промотор на интересите на Руската Федерација во Македонија. Велков и неговиот вработен Ангел Наков спроведуваат активности против западните рударски компании, како што се Канаден Резервар Минералс или украинско-англиската Сардич. Тој ги поддржува, локалните невладини организации кои го напаѓаат проектот на рудникот за бакар и злато и ловица. Сите овие проекти во моментов се суспендирани. Препознавате тука политичко бизнис интереси? Да продолжам понатаму. Нема потреба. Не, имам уште да прочитам. Бидејќи на овие кои што ги споменувам, другар име личност која што чит татко во 69-та го кодеше Драган Богдановски. Можем да ја прочитам дел од неговото досие. Играат за Советскиот сојуз. Они сакаат. Целта е не може да влезе друг странски капитал, освен руски. Ја немам ништо против русите. Имаат они проблем. Знаете каде е проблемот? Јас сум соработел со луѓе кои што работеле во Русија, во Москва и тоа. Свртеле милиони евра. И викаат вака, на русин немој да му ветиш дека нешто можеш да му исполниш. Доколку можеш да му исполниш, а не му го исполнуваш, може да и да поминете лесно. А ако не можеш да му исполниш, а си му земал пари за таа работа, тога веќе голем проблем со русите. Генерално, русите се коректни. Јас не ја сопирам руската инвестиција, а зашто русите
да можат овие активисти, не случајно ги спомнав, да ги прогласуваат огромните наоѓалишта. И Ловица е најголемиот рудник во југоисточна Европа за бакар и за злато. И сега тоа треба да биде наоѓалиште, а Бучим да сака да го откупи. Односно, он по закон од чедото на Кодошот, кој што го сменил законот во 2017 година, да сака да го купи наоѓалиштето. Но Не може така. Сега ве разбирам дека не можете да ме дофатите, меѓутоа ќе пробам да бидам поексплицитен. во самиот вовед на конечната верзија на стратегијата за минерални суровини се посочува дека Европската комисија предлага зголемување на домашната експлоатација на критичните минерални суровини, што од тоа поседува Македонија покрај бакарот, среброто, оловото, ретките метали потребни за модерните технологии. Видите, затоа постои геолошки завод. Значи, тој не може да молчи. Затоа постои Македонска асоциација за рударство. Ама бидејќи тие се под директна ингеренција на Solvay Group, кои што сега се представува дека се британци, значи од руси британци. Значи, тоа обично така се менуваат. И тие молчат. И тие не кажуваат што имаме ние. И што е најтрагично, имаме сектор за рударство, кој што ја држи во информативен мрак министерката министерката, почитуваната господја Сонја Божиновска. Имаме и Македонска асоциација на рударство, Пристопанска комора на Македонија. Таа ја држи во мрак. Значи, тие не се изјаснуваат. И на сето тоа, Ману мисли дека ќе пројде така. Извинете, другари, не може да го прогласиш рудникот Бучим дека е рудник за бакар. Рудникот Бучим бил за бакар и за злато. Што и да мислиме за господинот Чифлиганец? Збориме као граѓани на оваа држава. Што и све да не му измислија? Во неговите монографии јасно и недвосмислено пишува дека со златото на Бучим е направен златниот македонски денар. Со златото на Бучим е отворен голдмак со кој што во 92-та година удрил лопати со Киро Глигоров. Со златото на Бучим доделувал 13-та плата. Златото на Бучим го носел во рудникот Бор, во топилницата тамо, го топеле златото и го враќале назад. Златото од Бучим прво правило е дека мора да се продаде на Народна банка на Република Македонија. И наеднаш најголемиот експерт, ректор на универзитет, декан на геолошки и рударски факултет, академик Блажо Боев, прогласува дека Бучим е рудник за бакар. Добро, кај е златото? Ме интересира како наеднаш го снема. Геолошки да ми објасни. Само да ве исправам, ја не сум рударски инженер, јас сум инженер за екстрактивна металургија. Ние го екстрахираме злато, сребро, олово и ние знаеме постапката како тоа се произведува до метал. Мислам, не е тоа ваша грешка, говорете. Господин Грозданов, 3 странски компании ги имаат 5 рудници за олово, цинк, бакар и злато, како и мермерниот комбинат во Прилеп. Тие сите лани имале приходи од над 250 милиони евра и профит од околу 47 милиони евра. Прашањето ми е како ќе се реализира експлоатацијата на рудното богатство со профитерството на странците. Па сега видите, прво, значи ние не разговараме макроекономски. Ние разговараме на чувствителна тема. Разговараме со измами. Значи, не зборам за вас, вашето прашање е многу коректно и тоа го прашува целиот народ. Прво, ние имаме екологисти кои што лажат дека се плаќа само 2% или 3%, тоа се вика роялтис, некои го викаат роялити или роялтис. Тоа е надоместок за општината кај што се наоѓа рудникот. Меѓутоа, вие таму имате многу други типови на трошоци
И еве ќе ви кажам, и Ловица 14% ќе има импакт врз дефицитот на Македонија, кој ще е 2,7 милиарди евра у моментов. Тоа е отприлike 400 милиони евра, така? Импакт, значи ќе го намали 14%. Каде се плати, каде е струја, вода, трошоци, каде се багеристи, каде се машини, каде се гуми. Тој народ треба ли да јаде тамо? И на крајот кришната државата може да им направи многу сериозни услови и да не може тек така да го вадат профитерство, на така наречено профитерство. Може слободно да им каже, ми ги уништуваш патиштата со камионите, треба ми ги поправиш. Дај да видам што изнесуваш. Затоа постои факултетот за технолошко-металуршки. Тука е огромната разлика помеѓу академикот Боев и нас. Ние му велиме, значи доколку дојде до состанок во кој што се сомневам. Дојди да видиме што се изнесува од државата. На самиот факултет постоја томец. Тоа значи се взимаат мостри и точно знаеме што поседува Македонија. И на тоа што го поседува Македонија може да ја креира стратегијата. Стратегијата во Македонија не може да се креира како во Европа. Во Европа се знаат до детали работите. Добро. Меѓутоа ни даваат насоки на 40-50 страници и така натаму. Македонија ќе напише стратегија на 2000 страни. До детали има да објасни во стратегијата. Значи, до мензите, до нутриционистите што треба да ги ранат рударите. До таму има да објасни. Тоа, ние за тоа се залагаме. А не се затоа што во Македонија сите оние што ги финансирале еколошките друштва знаат дека работат со популарно наречено фейк ньюс, односно со лажни информации. И тоа е големата трагедија. Што се изнесува од Македонија, господин Грозданов? Па сега ние не знаеме. Во моментов ние викаме концентрат. Бучем вика изнесува концентрат на бакар. Може да застанеме 2 камиона да видиме што изнесуваме. А ако најдеме ретки метали? Да ви поставам прашање, односно не може да ви поставам прашање на јавноста, не на вас, бидејќи јас сум медиумски работник 23 години, најбезобразниот чин е на новинар да му поставиш прашање во негова емисија. Зошто никој не сака да го разговара делот зошто му е потребен цијанид на рудникот Бучим? Цијанид се употребува исклучиво за добивање на злато. Тоа е економски најисплатлива постапка. Има уште 3, во кои што новите рудници го избегнуваат цијанидот, идат на тиосулфатна постапка. Зошто никој не кажува колку цијанид влегува во Бучим? Зошто никој не кажува ако влегува, за која му е потребата? Тоа значи дека има злато. Во Тораница се случи инцидент. Го обвинија директорот дека извршил екоцид, што е ноторна лага. Го обвинија оние кои што гласа дека во Македонија може да се користи цијанид. Тоа е партијата на екологистите. Дом, Лилјана Поповска и Маја Морачанин. Да го знаете ова. Обвинија дека се срушила хидроеловишната брана. Тоа е измама. Се скрши цевка. Тораница користи стара технологија од пред 50 години. И да, во таа постапка се има дел кај што се употребува цијанид. За да се каже колку... Се извинам, малце експлицитно го објаснам, ако не ме... Значи, тамо се кажува точно. Значи, Македонија не произведува цијанид. Македонија може да увезе цијанид.
За да увезе цијанид мора да помине преку сектор за хемија при Министерство за здравство. И тие точно знаат колку цијанид и каде се користи. И не ли е срамота да кажеш дека цијанидот е отров? Па знаеме сите дека е отров цијанидот, ама во контролирана состојба тој иде се контролира, нели? Уважаеми Се Грозданов, извинав малце. медиумски експерт добро, долги фала. години, кој го афирмира и своето есенцијално образование, рударски инженер. Не сум рударски. Дипломиран инженер за екстрактивна металургија. Злато, рудници, под вревата на невладините организации, кои често ги спомнувате во текот на овој разговор, можно ли е да платиме високи пенали за канадската компанија која треба да го експлоатира овој метал, чија цена во безбедносните ризици вртоглаво расте, особено во овој период? Доколку фирмата Казандол, односно Сардич, само за бакар, ако не добие на арбитража, ќе платиме околу 417 милиони евра. А знаете, Бучим сакаше да им ја откупи рудата која што има ископано, а екологистите лажеа дека немало никаков објект, а тоа е станал збор за 400.000 тони руда ископана. А Бучим сакаше да ја одземе. Кој ќе биде виновен што оваа сума која наведуваат? Многу луѓе ќе бидат виновни. Оваа сума ќе треба да ја исплатиме како обештетување. Сега вака да ви кажам, 1 грам злато во моментов е 110 евра. Проценката на Генезис и Лобица е негде околу 200 и уште на неколку места околу 200 тони злато. Алшар, долека Кожув околу 200 тони злато. По 110 евра, тоа е 22 милиарди евра злато. И тоа не е критичен метал. Бакарот е критичниот метал, а ние лежиме на бакар. Принципите на Европската унија за експлоатација на рудните потенцијали се подпираат на економски, социјални и еколошки столбови. При тоа пишува во стратегијата на МАНУ, повторно за МАНУ, заштитата на животната средина покрај законската регулатива се користи и етиката на добрата деловна пракса, како добаво да се решава преку правен и деловен амбиент. Значи, видете сега. Најстариот рудник во светот е најден во Свазиленд пред 200.000 години. Тоа е научно докажано. Најстариот рудник на Балканот е пред 5000 години и тоа е за бакар. Тоа е нешто над Крива Паланка во Србија се наоѓа, тука во тој регион. И затоа, значи, бакарот, значи, линијата бакарна помина низ Источна Македонија и оди све до Кипар, значи преку Грција, и затоа Кипар е од Копер, Кипар, тоа е името. Значи, рудниците граделе градови. Рудниците го развиле земјоделието. Затоа викаат земјоделието почнува во бакарното време и најмногу е развиено во бронзеното време. Не вика на краставиците и патлиџаните времето, туку на бакарот времето. И ние го имаме бакарот како основен елемент. Ние влеговме во НАТО. НАТО застанува, еве, бака, да речеме, алце, може непријатно од моја страна, меѓутоа, Украина е разрушена, така? Некој треба таа Украина да ја гради. На таа Украина треба бакар. Зашто ние да не можеме да го продајаме нашиот бакар? Па макар бил 2% на европско ниво. А малце повеќе. Тоа е недостатокот на визијата на господата од МАНУ, кои што не кажуваат што поседуваме, колку поседуваме, кои ни се можностите, зашто да имаме доверливи податоци.
Единствено нешто што се сложувам за доверлив податок е да видиме во каква форма е талиумот, односно тоа е лорандитот, рудата е лорандит, талиумот како елемент кој што се наоѓа во алшер и за кој има премногу приказни. Дали за странците би бил интересен алшер? Тоа треба минеролозите да го кажат, тоа не сум спремен за тоа. Ама во алшер има рудник за злато, кој што е негде околу 20 тони злато и тоа е негде околу 2,5 милиарди евра. Што не е воопшто мала сума. Па бака. Ама токму академик Боев не разбира дека Виктор Грозданов работел со медиуми и как почитуваната наша колешка Шолјаковска, која што во пензија, кажува дека тоа е мала наоѓалиште. Сега, треба како академик да каже, мало наоѓалиште е тоа сконцентрирана руда, која што е исплатлива, или е распрсната, па сега не се исплати да ја копаме. Атакувате, во текот на разговорот најчесто атакувате врз Македонската академија на науки и уметности и исклучиво врз академик Боев. Затоа што он е раководител на проектот. Не сум ја раководител. Што се крие за... А јас му давам можност да се... Препознавате своевидна конспиративност околу целиот овој случај? Да. Зошто? Еве, го повикувам господинот Боев. Нека ме одбегне мене. Нека не сака ни да разговара со мен. Го повикувам на кафе на Технолошко-металуршки факултет. Да го пречека професор доктор Александар Димитров. Некогашен декан, 2 мандати, професор за менаџирање со отпад, феролегури и така натаму. Таму ќе бидат присутни професор доктор Перица Пауновиќ и професор доктор Горан Ачевски. Тие се сите од Институтот за екстрактивна металургија. Нека седнат, нека разговарат. Ама да има двајца сведоци. Едно е да бидете вие, а вториот да биде камераманот. И да се снима разговорот. Може? Благодарам за гостувањето во Ви емисијата. благодарам и на вас. Виктор Грозданов во ова издание на ТВ магазинот Тренинг. Ова е последното јунско издание на Трилинг. Продолжуваме во текот на месец јули. Довидување до идниот петок во исто време.